Фед ја намали каматната стапка, но биткоин покажува дека краткорочно шансите за пробив над $100,000 остануваат ниски. Видовме скок на цената до $94,500, но и брзо спуштање назад на $90,200. Фед започна со купување краткорочни државни обврзници за да помогне да се управуваат нивоата на ликвидност со почетна програма од 40 милијарди. Додавањето ликвидност им овозможува на банките повеќе да позаемуваат, поддржува раст на кредити и бизнис инвестиции и ги охрабрува потрошувачите да позаемуваат. Опциите за купување на $100,000 за јануари покажуваат дека биткоин има 70% веројатност да остане на или под ова ниво. Мерките на Фед создаваат поволни услови за акции, но биткоин реагира помалку предвидливо бидејќи инвеститорите не го гледаат како сигурен вредносен инструмент. Пазарот ќе продолжи да ги следи политиките на Фед и условите што тие ги создаваат за биткоин, додека инвеститорите остануваат внимателни и скептични за одржлив раст над $100,000.